Неемија глава 3. Пред нас имаме еден список на имиња, десетици имиња. И всушност во Неемија глава 3, она што Неемија го прави, авторот на овој текст, ни дава опис за тоа како јудејците почнаа да го градат ѕидот околу Ерусалим. Контекстот е следниот. Овие случувања се пред околу 2500 години на Блискиот Исток. Човекот по име Неемија работи за персискиот цар, евреин, ама работи за персискиот цар, како винар и дознава дека ѕидините околу градот Ерусалим, градот кој што чие име значи градот на мирот, градот на благосостојбата. Тој град е хаос. И во хаос е остаен, во рушевини е остаен околу 140 години. И Неемија живее и работи во град престолнина Суза, за персискиот цар како винар, доаѓаат неговите браќа, вели, ги праша каква е состојбата во Ерусалим и тие му викаат за никаде. Ѕидините се урнати, портите се уништени и народот е за брука, е за срам. Неемија знаеше дека оддамна тие ѕидови, тие порти беа уништени, ама се надеваше дека во меѓувреме некој му текнало да ги изгради. И бидејќи не се случи тоа, бидејќи тие ѕидови не беа изградени, Неемија добива желба во своето срце да стане, да отиде во Ерусалим и да помогне во обновата на тие урнатини околу градот, ама и да помогне во обновата на урнатините во градот. Зошто во градот? Бидејќи народот живееше во градот, а народот живееше во духовни и морални урнатини, рушевини. И затоа, тоа што го спомнав минатата проповед, ќе видите дека книгата Неемија до 5-6 глава се бави со обновата на ѕидот. Од 7 глава до 13 глава се бави со духовната обнова помеѓу народот. Зошто? Причината зошто ѕидот беше уништен е затоа што духовната состојба на народот беше уништена. Ձидот беше само слика на тоа како народот беше духовно, од духовна гледна точка. И Неемија знаеше дека ако го поправи ձидот, ама ако народот си продолжи во греф и во беззаконие, тој ձид повторно ќе биде уништен. Идејата беше да не лечи само, имаме еден доктор кај нас кој што вели лечиме причини, а не симптоми. И тоа е оно што сакаше да го направи Неемија. Да не лечи само симптоми, уништен ձид, туку да лечи причини, а тоа е духовната состојба на народот. И Неемија доаѓа кај народот, им кажува: Бог беше со мене, ми ги отвори овие врати, царот даде благослов за овој проект и вика на народот му се зацврстија рацете за општо добро. И во 3 глава Неемија вели: ајде сега да ви покажам кој се работеше на обновата на тој ձид. И тука имаме околу 40 имиња. Повторно, ве уверувам, предпоставувам дека овие имиња не ги сретнувате никаде во секојдневието, освен во Библијата. Предпоставам дека ќе ги прочитате, ќе сватите дека јас не познавам ниту еден човек кој што го носи ова име, или кој што носи некој од овие имиња. Ама оно што Неемија го прави, на некој начин ни дава извештај за кој се беше вклучен во обновата на ձидот. И ние денеска може да ги погледнеме овие имиња и да речеме: добро, каква е поуката, каква е ползата за мене да ги знам овие информации? Апостолот Павле во второ послание до Тимотеј, во Новиот Завет, 3 глава 16-17 стих, вели вака: целото писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведност, за да биде Божиот човек усовршен и совршено подготвен за секое добро дело. Сега, кога апостолот Павле вели целото писмо е од Бога вдахновено, ни е дадено, за да се поучиме, да не покара Бог некој пат, да не поучи, да бидеме подготвени за секое добро дело. Кога Павле вели целото писмо, на што мисли он? На тоа што ние денеска го нарекуваме Стар Завет. Павле не вика целото писмо од Бог вдахновено, освен Неемија глава 3, таа може словно да прескокнете, таа не важи за вас. Не, целото писмо. Дури и тој список на имиња, во Неемија 3 глава, мислам, броеви, изане збориме за книгата Броеви, се списоци, се толку садови, толку имиња од тоа племе или толку луѓе од тоа племе и така натаму. Павле вели се што е запишано во писмото може да не служи нам денес за поука. И затоа верувам дека истото се однесува и на книгата Неемија, конкретно за оваа 3 глава. И во 3 глава Неемија, знаете што, прво ќе прочитаме од 2 глава 19 и 20 стих, тука сум запишал, бидејќи минатиот пат
не сме ги поминале тие два стихови. Значи, ќе читаме од Неемија 2 глава 19 стих, Неемија 3 глава нема да ја прочитаме целата, само одредени стихови, и другите ќе ви кажам за што станува збор. Значи, Неемија глава 2, стих 19. Контекстот е дека Неемија доаѓа во Ерусалим, им кажува на луѓето, ајде да градиме, Бог е во ова, и вика, луѓето одлучија да градат. И кога луѓето одлучија да градат, вика, кога го слушнаа тоа Санавалат, хорончанецот, и Товија, амонски роб, и Гешем, арабјанецот, ни се подсмевнуваа и рекоа со презир: што сакате да направите? Мислите ли да кренете бунт против царот? Јас им одговорив и реков: небесниот Бог, тој ќе ни помогне. И ние, слугите негови, чисти ќе почнеме да дзидаме, а за вас нема да има ни дел, ни право, ни спомен во Ерусалим. И 3 глава. И стана Елијашив првосвештеникот и браќата негови, свештениците, и ги изградија овчите порти, ги ставија вратите нивни и ги осветија и продолжија да дзидаат до куќата на стотината, од кулата на стотината до кулата на Хананел. До нив градеа ерихонците и веднаш до нив градеше Закур, син на Имри. Рибната порта ја изградија жителите на Сена, тие ја покрија и ги ставија крилјата неизини, клучелниците неизини и резињата неизини. До нив Меремот, син на Урија и внук на Хакос, го поправаше дзидот до нив. Мешулам, син на Варахија, син Мешезавелов, до нив поправаше Садок, синот на Баана. До нив поправаа те. Интересно ви е? Ке заспиете. Ајде уште 2-3 стиха и толку. До нив поправаа текојци, но некои од нив повидните не го свиткаа грбот за да поработат за својот Господ. Старите порти ги поправаа Јојада, син на Пасеах, и Мешулам, син на Бесодија. Тие ги покрија и ги ставија вратите нивни, клучалките нивни и резињата нивни. И ова оди се до 32 стих. Каде што Неемија вика, тој, син на тој, поправаше таму. Тој, син на тој, поправаше таму. До него поправаше тој. До него, после него поправаа тие. 40 имиња само на поединци, 38 мислам дека се, 38 имиња само на поединци што работеле, не од кого потекнуваат, само што работеле. Тие што работеле, плюс вика, дојдоа од Ерихон луѓе, дојдоа трговци, дојдоа началници. Значи, ова е како некоја матична книга на родените, само имиња. Ова е матична книга на работливите во времето на Неемија, кај што ни се кажува кој што се вклучил во обновата на дзидот. Ама пред да размислуваме за оваа 3 глава, 2 глава е важна, крајот на 2 глава е важен. Затоа што вика Неемија дојде кај народот, му кажа, Бог е во ова, Бог ни даде можност да го обновиме овој дзид, и вика, се зацврстија рацете на народот за општо добро. Со други зборови, одлучија луѓето, ќе градиме. Тоа е тоа. И во духовната сфера од животот има еден феномен кој што неизбежно ќе се јави секогаш кога една личност или кога една група ќе одлучи да извршува Божјата волја. А тоа е дека таа личност и таа група, или ако станува збор за семејство, неминовно ќе се соочи со она што го нарекуваме отпор или опозиција. Кога луѓето рекоа да ќе градиме, првата реакција која беше? Тројца луѓе, Санавалат, Товија и Гешем, почнаа со презир да им се обраќа. Што ќе правите вие? Да не мислите да кревате бунт против царот. И овие зборови бунт против царот воопшто не се случајни. Зошто? Затоа што десетици години предходно јудејците во Ерусалим одлучија да го обноват зидот. Во време тоа е запишано во 4 глава на Езра. И вика кога јудејците одлучија да го градат зидот, тогашните нивни непријатели пишаа писмо до тогашниот цар и му рекоа: царе, овие се бунтовен народ. Ако овие го изградат зидот, рачунај дека данок нема да плаќаат, ќе се побунат и ќе отфрлат твојата власт и твојот авторитет. И тогаш царот рече нека запре изградбата. Зошто? Бидејќи не сакаше да се отвори нов проблем. И сега, после некое време, почнуваат повторно јудејците да градат, овој пат со благословот од царот, ама нивните непријатели ги обвинуваат за исто нешто. Вие ќе кревате бунт против царот, а?
други зборови сака да ги заплашат. Иако беше некој минимален, можеби не толку многу опасен отпор, сепак ова беше почеток на низа напади кои што ќе се случат во Ерусалим врз јудејците, додека они го градат зидот и откако ќе го изградат зидот. И сега, кога ќе станеш свесен или свесна дека во твојот живот има некои рушевини кои што Бог сака да ги обновиш, нешто кое што гревот го има уништено. И кога ќе речеш со Божја помош и по Божја милост, ова што гревот го има уништено во мојот живот, Бог сака да го обновам. Било да станува збор за некој пат порано читав Библија, ама сега веќе не читам Библија. Тоа ти е тој аспект од твојот духовен живот е во рушевини. Порано се молев почесто, сега веќе не се молам толку многу. Тоа ти е во рушевини. Има некој меѓусебен однос кој што е нарушен поради тоа што си го кажал или кажала, или си го направил, или си го направила. Тоа ти е во рушевини. Сега, ако зборуваме за рушевини, чисто сакам само да напоменам, и ова мислам дека до сега го немам кажано за време на оваа серија проповеди, а тоа е дека не сите рушевини се добри. Односно, не сите рушевини се лоши, некои се добри. Има некои работи кои што Бог ќе ги сруши во нашите животи, затоа што ако стојат така како што се, тие ќе не уништат нас. Има некои меѓусебни односи кои што Бог ги прекинал, затоа што ако продолжил тој меѓусебен однос, ќе било тешко тебе. И тие рушевини остави ги. Проблемот е што некој пат ние се фаќаме за тие рушевини да ги обновиме. Тоа што Бог го има уништено, тоа за да не спаси нас, за да не поштеди, ние тоа ќе го обновиме, а тоа што гревот го има уништено, си го чуваме така како што е. Ама во овој случај станува збор за рушевини кои што се резултат на гревот на народот. И Бог сакаше да ги обноват тие рушевини, да станат и да дзидаат. И кога ќе се случи такво нешто во твојот живот, знај дека ќе се соочиш со отпор. Знај дека кога ќе сакаш да трнеш по Божиот пат, за некои луѓе можеби рушевините се од дењето во недела во црква. Порано било редовно, сега од време на време зависи како ќе имам време. И ќе ти покаже Бог дека нешто треба сериозно да го сватиш тој аспект од твојата вера. Ако е тоа или било што да е, што Бог сака да го обновиш, знај дека ќе се соочи со некаков отпор или некаква опозиција. Немој да мислиш дека сите луѓе околу тебе ќе те тапкаат по рамо и ќе речат браво, само напред. Немој да мислиш дека само со аплауз ќе бидеш поздравен и кога ќе сакаш да дојдеш во црква, сите и домашни пријатели црвен тепих ќе ти постелат само ти да дојдеш во црква. Не. Ќе има отпор. Ќе има опозиција. Некогаш тој отпор ќе дојде од некој внатрешен глас, кај што ти вика, ајде не, друг пат ќе читаш Библија, друг пат ќе го обновиш тој однос, друг пат ќе го поправиш тоа што е срушено и така натаму, а некој пат тој глас ќе дојде од луѓето. Може би блиски луѓе. Сега, важно е да го сватиме тоа дека во посланието до Ефесијаните, апостолот Павле вели дека нашата борба не е против крв и против месо. Со други зборови, нашата борба не е против луѓето. Во суштина, дури кога ќе се соочи со некаква опозиција или отпор од луѓето, таа личност не неопходно е твој непријател. Ама непријателот на твојата душа, сатаната, може преку таа личност да каже нешто кое што ќе те спречи тебе. Бидејќи Светото писмо не учи на следново, дека и Бог, и сатаната може да действуваат преку луѓето. Ние сме садови, за добро или за лошо. И со оглед на тоа што не живееме во идеален свет, каде што сите сме отворени само за Божјото делување, тоа значи дека некој пат и злиот, преку тебе, преку мене, преку нашите ближни, може да се обиде да не спречи во тоа што сакаме да го направиме. Во тој обид да го обновиме тој ѕид кој што е срушен. Ама на отпорот и на опозицијата не треба да гледаме како на лош знак. Некој пат тука е нашата грешка. Ќе се соочи со нешто тако и си викаш, па може би ја не треба да го направам ова. Сакаш да обновиш некој срушен ѕид, ќе се соочи со отпор, ќе речеш, па најверојатно ова не е за мене. Најверојатно не му е време на ова. Ај друг пат ќе почекам. Никој пат нема да биде погодно време кога нема да има опозиција и кога нема да има отпор. Секој пат ќе ги има. Тоа не е лош знак, тоа многу често е потврда. Кога другите ќе се противат на тоа што Бог ти го кажува да го направиш, тоа е потврда
дека си на правиот пат и дека треба во таа насока да продолжиш. Ама важно е како ќе реагираме на тоа. Бидејќи овие луѓе почнаа да се подсмеваат со јудејците, што правите вие да не се бунтувате против царот? И тука Неемија истапи и им вели, парафразирам сега, Бог е со нас. Ќе ни даде успех. Ние ќе почнеме, Неемија вели, чисти да градиме. Чисти значи со чисти мотиви. Ние не сме тука да кренеме бунт против царот. Ова го направив со дозвола на царот и нема да му го свртам јас грбот. Ние ќе градиме со чисти намери, ама им вели, ама за вас нема да има ниту дел, ниту право во Ерусалим. Кратко, јасно, директно, без многу објаснување и дебатирање. Со други зборови, Неемија вели, кучињата нека си лаат, ама караванот ќе си врви. Некогаш ние во име на Христовата љубов знаеме или сме склони многу да им се објаснуваме на луѓето. Кога ќе ти вршат некаков отпор од позиција, па чекај сега да му објаснам, па да разговараме. Знаете, Христос не го препорачува ама Христос кога апостолот Петар му вршеше отпор на идејата да оди на крстот, Христос му рече бегај зад мене сатано. Бидејќи не мислиш на тоа што е Божјо, туку мислиш на тоа што е човечко. Сега не викам вие да трчате на луѓето, да викате сатано, 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 ама некој пат како верници ние треба да бидеме доволно храбри да речеме јас тргнав по овој пат, а ти прави што сакаш. Она што Неемија го вели ние одлучивме да одиме по Божјиот пат и Бог ќе го благослови ова дело. Ама вие нема да имате удел во тој благослов. Кога некој ти вика, ама немој вака, немој онака, дали си сигурен црква да Библија читаш и сето тоа, ти можеш да кажеш, јас одам по тој пат и Бог ќе го благослови тој пат. Ако сакаш, бујрум, ако не, нема да имаш благослов во тоа, нема да имаш удел во тоа што Бог сака да го направи. Нема да го имаш Божјиот благослов и да си продолжиме напред. Некој пат убедувањето и дебатирањето, разговорите не поминуваат. Треба да им кажеме на луѓето што е нашата цел, да си продолжиме по тој пат. И сега доаѓаме до глава 3. Глава 3, списокот на имиња луѓето кои што работеа при обновата на ѕидот околу Ерусалим. Според некои историски записи, ако земете да читате, во тоа време ѕидот околу Ерусалим по должина бил помеѓу 3 и 4 километри. Ајде да земеме помалата порека, 3 километри. Ѕид околу Ерусалим. Еве да речеме дека не целиот ѕид бил срушен. Имало некои делови кои што не биле срушени. Речеме дека 2 километри биле срушени или километар и пол бил срушен, другото се стоело, не морало да се обнови. Имате група на луѓе кои што треба да обноват 1,5 до 2 километри, еве да речеме ѕид, должина. Ширина не збориме за вакви ѕидови, како што ги имаме ние зградите. Минимум 2 до 3 метри ширина и за висина испод 8 метри немал шансе да биде тој ѕид. Зошто? Бидејќи служи како тврдина за околу тој град. Сите овие луѓе требало прво да земат да го исчистат шутот од тие километар и пол ѕид што е срушен, километар и пол, 2 колку и да било. Значи таа должина околу минимум 2-3 метри дебелина и минимум 7-8 метри висина. Прво да го исчистат шутот, да го фрлат тоа, да видат кои од тие камења може да се употребат повторно и после да почнат да градат. Вие кои што имате искуство со кршење ѕидови дома, кога имате ѕид 2 на 2 да го скршите и да соберете шут, знаете дека дека имате бесконечно шут. Значи ти ставаш во вреќа шут и го носиш надвор и знаете како Илија со вдовицата вика вадеа брашно и масло, но постојано имаше цело време. Така и со шутот. Ти вадиш шут и пак има шут. Цело време вадиш, мислиш дека не престанува ова. Од 2 на 2 ѕид. А километар и пол на 7-8 минимум висок, на 2-3 широк, да го исчистат, да го фрлат тоа и после да почнат со градење. Ама овие луѓе сватиат дека Бог е во ова. Сватиме дека Бог е во нешто. Кога Бог благословува некое дело, мислам дека снема батерија на лаптопот. Кога ќе сватиме дека Бог е во тоа, верувајте дека некои нешта, колку и да се тешки, ќе имаме желба, ќе имаме поттик да ги правиме тие нешта. Некои ѕидови колку и да се
големи што се срушени, повторно Бог кој ќе ни стави некаква желба да го обновиме тоа. Кој Бог ќе го даде неговиот благослов, ќе почнеме да градиме. И така, овие луѓе и покрај таа работа што ја има, земаа да работат. И покрај тоа што има толку многу шут, земаа да работат. И немаме конкретна бројка колку личности беа вклучени во ова. Да, има околу 38 имиња на поединци. Ама вика градеа трговци, тоа трговци може би од 5 души, може би од 500 души, вика градеа началници, градеа свештеници, градеа левити и така натаму. Некои толкувачи на писмото предпоставуваат дека имало неколку стотини, може би неколку илјади луѓе кои што биле вклучени во обновата на ѕидот, бидејќи во Ерусалим само живееле 10.000 луѓе во тоа време. Секој од нив да земел по еден камен да го фрлил до некаде, тоа е некакво учество. И овие луѓе, тоа што е интересно за овие луѓе е дека беа различни во многу аспекти. Прво, беа различни во однос на тоа од каде потекнуваа. Имаме Неемија кој што дојде од градот Суза, од персиски град престолнина, да го инициира проектот. Се вели дека има тука, сега ќе прочитам, има луѓе од Ерусалим. Во 3 глава 2 стих пишува дека има луѓе од Ерихон. Во 3 глава 5 стих се вели дека има луѓе од Екоа. Во 3 глава 7 стих од Гавон, Меринот, Мицпа и така натаму. Значи, од различни градови, не беше ова само локалци. Кога луѓе дознаат дека ѕидот ќе се обновува, од различни градови почнаа да доаѓаат. Почнаа да доаѓаат за да земат учество во тоа. Значи, различни во однос на тоа од каде потекнуваат овие луѓе. Второ, различни во однос на нивните професии. 3 глава 1 стих вика прв стана да гради првосвештеникот. Имаше првосвештеникот беше вклучен. Имаше други свештеници кои што беа вклучени. Левити, служители во храмот. И сега ги набројувам овие, ама немој да мислите дека само вработените во храмот служеа. Вика имаше трговци, златари. Имаше луѓе кои што беа началници, кои што се вклучија во работата. Во оригиналниот превод, во оригиналниот текст, во 3 глава 8 стих кај нас, за жал го нема, се спомнува човек кој што изработувал парфеми. Замислете, човек кој што изработува парфеми, иде, тој треба да има понежни раце, така, значи, така, деликатна е таа професија, таа работа. Нема врска, тој станал, отишол да гради. Значи, од различни места, со различни професии. Имаше и различни полови. Океј, овие што ги прочитавме до сега се мажи, ама во 3 глава 12 стих вика до нив поправаше Селум, син на Халохеш, началник на Ерусалимскиот полуокруг, тој и керките негови. Ова е феминизам. Не само ќе се бориме ние да имаме Не, рамо до рамо. Керките на овој човек земаат и работат колку што можат да работат. Не е само ги сакаме правата кои што ги имаат. Не, тоа само кај што работат мажите ги работиме и ние. Значи мажи и жени од различни околини, со различни професии, обединети во една цел. Да му служиме на Бог. Не рекоа, да му се служи на Бог, па ете ги тие што работат во храмот, тие нека земат, тие нека градат. Тие што примаат плата од нас, првосвештеникот, нели, во тоа време луѓето, тие што служеа во храмот, беа финансирани од десетоците на народот. И тогаш народот можел да рече, па ние им даваме нив, нека станат они, нека градат. Ако е Божјо дело ова, за Божјо дело треба тие да... Не, секој си свати дека има одговорност да придонесе на некој начин. Различни луѓе со една цел и секој придонесуваше согласно своите способности. Значи, немојте да мислите дека овие што го градеат ѕидот, сите беа професионални градежни инженери. Не. Првосвештеник. Освен свиток нема ништо друго фатено потешко во неговиот живот. Ама колку што можеше, колку што знаеше, придонесе. Човек што произведува, што прави парфеми. Шишенца фаќа тој, не фаќа големи цигли или камења, ама колку што можеше, колку што знаеше, секој придонесе согласно своите способности. И како таква, еве доаѓаме сега до поуката, верувам, од оваа глава.
што можеме ние да извлечеме. Оваа глава е многу добра слика на тоа што црквата е или треба да биде. Група на луѓе од различни области, да речеме конкретно до овој град, со различни професии, мажи и жени, откупени преку Христовата смрт, кои што му припаѓаат на Бога, кои што имаат една цел. Може би различни интереси, различни хобија, доаѓаат од различни места, различни животни приказни сигурно, различни политички гледишта сигурно. Сите разлики ги тргаат на страна и викаат: ние сме тука да му служиме на Бога. Тоа треба да биде црквата. Ова е слика на она што треба да се случува тука, со оваа група, со оние кои што се поистоветуваат со оваа локална заедница. Знаете, во првото послание до Коринќаните, апостолот Павле дава една многу интересна споредба на црквата и вели дека црквата е како човечко тело. И вели во тоа човечко тело, на секое човечко тело има многу органи, многу делови. И кога сите тие си го даваат својот придонес, тоа тело е здраво, тоа тело функционира и се е во ред со него. Така. И апостолот Павле вели: знаете што? Црквата е како човечко тело, кое што се состои од многу делови, од многу органи и така натаму. И секој дел, и секој орган, и секој поединец е тој дел, е тој орган. Му е дадено нешто што треба да го прави. И кога сите си го прават својот дел, заклучува Павле, индиректно заклучува дека црквата тогаш е здраво тело, каде што секој придонесува. Сега кога дам чекор патено, ќе речам, кога некој не си го дава својот дел или својот придонес во локалната заедница, таа заедница е како да нема два прсти да нема. Кога некој друг нема да си го даде својот дел, е како од колен нога како да нема таа заедница, и од денеш имаме тело кое што е онеспособено во многу аспекти. Ама тука имаме во 3 глава, ако може да ги споредиме јудејците или сите овие што работеа во тоа време како тело, имаме тело кое што е прилично функционално. И да се вратам на апостолот Павле, на тоа што го вели во Коринќаните, апостолот Павле вели вака: кога една личност, не го цитирам, парафразирам, кога една личност ќе поверува во Христос, кога една личност ќе го следи Христос, во таа личност се вселува Светиот Дух и живее во неа. И помага да го следи Христовиот пат. Ама Светиот Дух не само што се вселува, туку на таа личност и дава, во теологијата се нарекува духовен дар. Најпрост начин да го објасниме тоа е способност. Способност или вештина да служиш на некој начин во црквата. И Павле вели, кога секој си ја сваќа својата способност, секој христијанин, секој искрен христијанин, кој му припаѓа на Христос, не фан на црквата или посетител на црквата, христијанин. За жал денеска се изгуби значењето на тој збор, бејќи сите се христијани, камо да беа. И вика, кога секој христијанин, Христов следбеник, ќе си го свати својот дар, својата способност, вештина од Светиот Дух да придонесува, тогаш секој ќе го даде својот придонес. Може да станува збор за проповедање, може да станува збор за поучување деца, може да станува збор за некој има дар или способност, вештина да слави, да води славење. Некој може да има, во посланијата се зборува, апостол Павле пишува за дар на милосрдност, дар на дарежливост. Има многу други дарови кои што тука ги има запишано: застапништво во молитва, охрабрување и така натаму. И кога секој ќе си го свати тој дар кој што го има и ќе рече: ова е тоа што Светиот Дух ми го дал и во овој аспект ја можам да придонесам во црквата, црквата ќе расте. Црквата веќе станува тело кое што е функционално, со функционални делови и органи. И голема штета е кога има во црквата луѓе, а во секоја црква има луѓе, и ова не го зборам со некоја осуда или така натаму, само си размислуваме во контекст на Светото Писмо. Голема штета е кога во заедницата има луѓе кои што не го даваат својот придонес.
луѓе кои што едноставно поради некои причини, некој пат на некој му треба одмор и тоа го спаќам. Некој од вас што ме знаете, ако некој ми рече ми треба одмор и не можам тоа и тоа да служам, ја ќе речам слободно одмарај и ич не му се секирај. Некој пат на човек му треба можеби да здивне од некој работи во живот. Ама кога по автоматизам се оди во црквата со ставот дека јас нема да служам тука, јас сум тука да ми служат, тука имаме мал проблем. Таа личност, ако библиското учење е дека секоја личност може да придонесе во заедницата, тоа учењето, секој што не придонесува, ја лиши заедницата од тоа што Светиот Дух сака да го даде преку него или преку неа. Значи, не се однесува само за тебе, иако и ти си во сликата, ама исто така се однесува и на другите, бидејќи ако си Христов, Бог сака да служиш на некаков начин. Бог имаш некој одреден, условно кажано, дел од зидот кој што ти треба да го поправаш. И ако не го поправаш тој дел од зидот, има дупка. Можеби некој друг ќе го направи тоа, ќе пополни таа дупка од зидот, така? Ама нема да имаш удел во тоа што Бог го прави. И ова не го кажам сега да ве манипулирам, нема да имаш удел. Не, ама човек треба да свати дека привилегија е да му служиш на Господ. Привилегија да му служиш на Господ. И сега, во нашиот контекст, можеби на нашиот поднебје, можеби на секој поднебје, ама треба се да објасни можеби тоа служење. Служење не значи секој ден во црква во 8 саат тука са бајле и до 4 саат има да читаш Библија, има да го бришеш подот. Служење е тој што спрема причест еднаш во месецот, му служи на Господ. Тој што ќе ги поучува децата еднаш во месецот, му служи на Господ. Тој што ќе види можеби дека во црквата нешто е расипано и ќе рече мене ме бива за ова, јас можам ова да го направам, е служење на Господ. И на тој начин сите придонесуваат секој согласно своите способности да придонесуваат за црквата да расте, да напредува и да функционира како што треба. Кога некои луѓе одлучуваат заради било кои причини да не се вклучат, повторно, имаме тело кое што ќе продолжи да функционира, не дека не. Се замислите тело кое што некој може да оди на двете нозе, ама едната нога ја стел во гипс и не ја користи. Не е тоа. Така, такви се црквите во кои што има луѓе кои што викаат не, нека служат другите. Во ред, ти си повторно дел и те сакаме и си во секој време добре дојден. Ама, ајде 2026 година, нели си поставуваме цели? Што ќе смениме од 2026 година? Размисли. Моли се. Побаре од Бог да ти покаже како ти можеш да придонесуваш во оваа заедница. Ако си дел од оваа заедница. Што е тоа што Бог тебе ти го дава како способност, како вештина, и ќе речеш, знаете што, мене ме бива за ова, јас ова може да го направам. Можеби ќе биде само 2 пати во годината нешто да се поправи, ама тие 2 пати во годината ќе ни биде многу важно кога ќе има некој нешто да направи. Секој да си придонесува согласно своите способности. И сега, друга важна работа е, ако земете ги читате сите 32 стихови од оваа глава, е дека ќе забележите не сите луѓе кои што поправаа беа свештени лица. Да ве потсетам, овие луѓе, сите што го обновуваа, што работеа на обновата на зидот, работеа за Бог. Бидејќи работеа на тоа што Бог сака да го направи. Ама не сите беа свештени лица. Некој од нив, како што кажав, имаше други професии, ама сите го беа вклучени во тоа што е благословено и иницирано од Бог. И зошто го нагласувам ова? Затоа што мора да го смениме тој начин размислување во црквата, дека службата е само за тие што учеле, само за тие кои што, не знам, се платени за тоа или не се платени за тоа и така натаму. Службата во црквата е за секого. Прашањето е колку ние ќе бидеме подготвени да се вклучиме во неа. И повторно, служба не подразбира само некој спремил проповед, па ќе ви проповеда во недела. Служба подразбира сето она кој што ја помага на црквата да функционира. Некој пат човек служи кога ќе му се јави на некој и ќе рече, како си? Не те видел во црква месец дена. Добар си? Зашто да се молиме? Има потреба од помош. Некој пат службата е, знаеш дека некој има потреба од посета или од помош и да го направиш тоа. Повторно кажам, службата е тој што ја спрема причеста, служи на Господ.
тој што поучува деца, служи на Господ. Тој што спрема презентација, служи на Господ. Да не ги набројувам сега сите, условно кажано, мали или големи активности кои што ти помагаат на црквата да функционира. Тоа е како возило. Во возилото имате и помали, и поголеми делови, некои се видни, ги гледаш, можеш да ги видиш, некои се скриени внатре, ама без едно штрафче или без еден дел нема да тргне колата. Така и во нас на службите. Некој можеби нема да биде застанување напред за проповед. Може да ќе биде од позадина, ама сепак е важно за црквата да продолжи да функционира. И затоа велам дека секој може на некој начин да придонесе. Прашањето е колку сме отворени за тоа. Колку сме отворени да размислуваме за идејата дека јас идам во црква, да, мене ми служат другите, ама сакам да го сменам тој начин, таа перцепција и да почнам да размислувам како јас можам да служам на другите. Да нагласам, тоа не значи дека секоја недела ти мора нешто да правиш. Може би ќе направиш нешто 2-3 пати во годината, ама ќе биде важно. Знаете, своевремено на својата инаугурација еден американски претседател Џон Кенеди има кажано: не прашувај што државата може да направи за тебе, туку запрашај се што ти можеш да направиш за државата. И врз основа на тоа некој проповедник рекол: не прашувај што црквата може да направи за тебе, туку запрашај се што ти можеш да направиш за црквата. И кога ќе речам што можеш ти да направиш за црква, немој да мислиш дека тоа подразбира 100 во доброволен прилог и си урам дома. Океј, фала. Ама како можеш да се дадеш од перспектива на своји вештини, на своји способности, за Бог преку тебе да ги благослови другите. И сега, тука зборуваме за тоа дека луѓето се фатија, почнаа да работат, кога не им кажа дека Бог е во вас, сите стана и земаа да работат. И Неемија во 32 стихови објаснува како идеше работата околу односно почетокот на работата околу изградбата на ѕидот. И сите овие стихови објаснуваат работа, освен еден. И не знам дали го приметивте. Иако не ги прочитавме сите, ама 5-тиот стих, гледате дека и во овие списоци има нешто што да се научи. Еве го деталот. Вика, до нив поправаат текојци, пазете го ова, но некои од нив, повидните, не го свиткаа грбот да поработат за Господ. И уште на самиот почеток од главата. Работат и други вака. Или може би вака раце, напред. Не на задникот, може би напред. Скрстени раце и уште да почнат да дават аплауз за другите. Имаше луѓе кои што вика не го свиткаа грбот да поработат за својот Господ. И овој стих патем кажано ми кажува дека сите други што работеа за Господ. Ѕидот не беше за ние само ќе имаме ѕид. Не, ова е работа за Господ. Кога збориме за служба во црквата, не е само јас да му служам на другиот. Не, во суштина е работа за Господ. И овој стих објаснува нешто што за жал се случува и во црквата, а тоа е дека некои луѓе поради одредени причини нема да бидат подготвени да го свиткаат грбот да поработат за Господ. Бог ми е сведок дека ова не го кажувам со некоја осуда или набивање вина или така натаму. Ама оно што сакам да го кажам и што го кажав до сега, верувам, да го повторам, е дека секој може да придонесе. И кога одлучуваме да не придонесеме со своите вештини, способности во функционирањето на црквата, ние го лишиме телото од тоа што можеме ние да го дадеме. Или тоа што Светиот Дух може да го даде преку нас. Сега, знаете, има различни причини зошто некои луѓе не го свиткуваат грбот за да работат за Господа. Зборам од денешен контекст. Во овој случај, верувам дека овие намерно Неемија нагласува, вика, повидните текојци. Значи, овие биле од големото добро утро. И за нив било испод чест. Земат сега да си калми под ноктите да имаат, па сега да дигаат камења и така натаму. Може би во црквата некој пат е тоа, ама верувам дека многу ретко е случајот, многу ретко таа е причината зошто луѓето не придонесуваат. Некој пат луѓето не придонесуваат затоа што не знаат како. Може би ги речат, не знам каде може да се вклучам. Може би некој пат луѓето не придонесуваат затоа што се уште немаат размислувано од перспектива на што Светиот Дух ми дал како дар. Во која служба како јас можам да помогнам.
И тоа се легитимни прашања и затоа сме тука да разговараме ни со други. Ако сакаш да служиш некако во црквата, дури ќе разговараме. Има работи кои што треба да се завршат. Ако велиш, сакам да служам, ама не знам кој ми е дарот, хајде ќе се молиме, Бог ќе покаже. Ама оно што сакам да кажам е дека има потреба од тоа што ти можеш да го дадеш. Веќе секој еден од нас е уникатен, создаден од Бог, и секој еден од нас има уникатни вештини, и способности, и знаења, и кога сите работат, кога сите придонесуваат, ѕидот ќе биде обновен. Односно, кога сите придонесуваат во денешен контекст, црквата ќе биде обновена, ќе расте, ќе се развива, и верувам дека таа служба ќе биде за благослов на верните, ама ќе служи можеби и за спасение на верните. Но во крајна смисла ќе биде за слава на Божјото име. Ова не значи дека тие што не служат во црквата, дека не се дел од црквата, да бидеме најасно. Ова не значи дека ако некој не се гледа кај да се даде, дека не е добре дојден или дека не. Ова само е начин да се потикнеме едни со други, да функционираме како тело во кое што сите органи и сите делови си го даваат својот придонес. И со тоа доаѓаме до, ако може да кажеме, крајот на обработката на овој дел од 3 глава. И овој наведум неинтересен список на имиња крие, верувам, се надевам дека го согледавме тоа, крие важни духовни вистини и поуки за нас денес. Ама главната со која што сакам да си заминеме од оваа богослужба е дека секој може и секој би било добро да придонесе во црквата. И затоа е добро да се запрашаме, самите себе да се запрашаме, исто така и Бог да го прашаме. Боже, што е тоа што ти ми го даваш како способност, како вештина, како дар, за кој што јас можам да служам во оваа заедница. Бидејќи црквата не е група на луѓе кои што само се собираат заедно. Црквата, библиски гледано, треба да биде група на луѓе кои што и служат заедно. И сега во црквата може да одиме со ставот служи ми или служи ме. Некои од овие луѓе седеа и чекаат другите им служат. Повеќето работеа. Јас се надевам дека по Божја милост во иднина, во блиска иднина, ќе размислуваме, секој на нас поединечно ќе размислува повеќе на оваа тема и ќе си го поставува прашањето не само себе си, туку и на Бог, а може би на другите браќа и сестри. Што мислиш? Каде можам ја да придонесам? Што мислиш? Што е дарот кој што Светиот Дух ми го дал? Која е способноста која што ми ја дал, со која што јас можам да придонесам за Неговото царство?